На лице место сме тука во кругот на студентскиот дом Гоце Делчев. Со нас е директорот на државниот студентски дом Скопје, Виктор Велевски. Добро утро, ви благодарам. Добро утро и до вас и до сите гледачи на Телма телевизија. Така е, да. Виктор, кога ви се јави во понеделникот да ве поканам нели на ова на лице место да зборуваме на тема студенти, студентски домови и сите проблеми и дилеми кои што ги имаат, велите на телефон сум по цел ден. Како изгледа еден ден на директорот на државниот студентски дом Скопје? Во овој процес кога имаме сместување, па некаде околу 300 до 400 повици, може и повеќе. И разговараме, гледаме да решиме за сите, но знаете, капацитетите се тие, сепак списокот го одлучува Министерство за образование и наука. Ние гледаме што може да преместиме, да направиме, да биде подобро за секој студент, затоа што некогаш се случуваат и грешки при изборот. Има студенти кои што реално се на факултетите кои што се блиску до Гоце, се сместени во Стив, па гледаме да излеземе во пресред да немаат позначителни трошци за патување до своите факултети. Значи има и кавги кога ќе ви сеават и кажат зашто сум во Стив, а не сум во Гоце, а поблиску ми е Гоце. Најчесто доаѓа недоразбирање затоа што сите сметаат дека ние одлучуваме за сместувањето на студентите, а не Министерство. И кога ви се јавуваат најчесто родители, па зашто моето дете е таму, зашто не е ваму, и сега објаснуваме дека сепак постои постапка по приговори, да поднесат приговор, она што е нели законски, секој граѓанин има право на жалба, така да потоа реагираме до Министерство и ние како студентски домови да одлучат во интерес на странката, затоа што стварно има ситуации каде што е направен превид. Може. И самиот сте од место надвор од Скопје, така? Значи сте можеле да ги видите низ годиниве баш како функционираат студентските домови. Според она што е ваша сега, да речеме, во ваша моќ е некако, кој од студентските домови е најдобар, кој е во најлоша состојба? Можеме ли така да ги кажуваме работите? Најдобар е овој тука, каде што се наоѓаме, затоа што е целосно реновиран. Во најлоша состојба, според мене, е Стив Наумов зграда 1 и 2, затоа што таму има посериозни проблеми и во делот на самиот објект. Значи има оштетување на кровна површина, има оштетување на столбови, на влага и така натаму. Потоа доаѓа Кузман, кој што оваа година го затворивме, затоа што започнува реновирање и на Кузман Јосифски Пито и на Стив Наумов зграда 1 и 2, а потоа ќе продолжиме, нели кога ќе завршат градежните активности таму, со зграда 3, која што во тој период ќе биде затворена, како што се овие две, па ќе префрлиме во зграда 1 и 2, па трета да се реновира, па потоа ќе продолжиме со мензата во Стив, каде што ќе има исто посериозен градежен зафат, ќе се прошири, ќе изгледа поубаво со студентско бифе и така натаму. Колку сте тука за да ги слушнете сите маки на студентите, не само некои што ќе ви се јават на телефон, еве преку ден можете ли ве најдат студентите да ви ги кажат своите маки, да речеме, се она што им е како проблем го имаат лоцирано? Ја можеби еден проблем, мене ми е многу убаво у студентски кога сум, затоа што стварно младоста ја поминав у студентски и сум тука од 8:30 до некогаш до 6, до 7 навечер и често кога седам во канцеларија затоа што свети светлото, доаѓаат студенти и вака се изненадени. Уште сте тука, па уште да доработам, затоа што кога после работното време па се фокусирам на финансиски оддел, затоа што помирно ми е, не звони толку телефонот, па и тие работи не треба да ги оставиме, затоа што ние со средства сме секогаш минус. Да. Имате наследени долгови од многу одамна, велите и да сме во плюс, мора тие ни ги зема буџетот и немаме ништо од тие средства, нели колку и да придонесува самото ова и присуство. Сега ќе се осврнеме на делот колку студенти има во МИГОВ во Гоце Делчев за оваа студентска година. Во моментот во Гоце Делчев има 1186, значи е пополнет до последното легло кое што е на располагање во овој дом. Лани истата бројка ја имавме, така да интересот за Гоце Делчев е континуирано си е најголем. Другите? Во Стив Наумов има исто интерес за павилјоните, кои што исто се во многу добра состојба.
а интересот за зграда 3 е намален, нормално заради условите кои се таму. Ние оваа година во летниот период со наши средства издвоивме да санираме тоалетите, кои што беа во катастрофална состојба, за да можеме, затоа што знаевме дека Кузман ќе се затвори, за да можеме да оваа година дадеме попристојни услови за живот на тие студенти кои што ќе живеат таму. Но тоа се средствата кои што ги имаме. Таа зграда е ставена исто во проектот преку КФ банка за реновирање, така да и сметавме дека не треба да вложуваме дополнително повеќе, затоа што сепак целото тоа ќе се реновира. Да спасиме овој период дури влезе во таа постапка. Виктор, сведок сте и сам, нели, кога сте студирали и сега на оваа позиција, дека новинарите секогаш се тука, нели, кога ќе има некоја, како велат, добра приказна, а добрата приказна е секогаш во однос на оние негативни работи, нели, кои што треба да се кажат. Такви приказни имало безброј и секогаш прашањето на новинарите не знам дали е вистинското, а поставувано е зошто државата не превземе нешто, нели, за генерално на државно ниво да се решат сите проблеми и маки на студентите. Веројатно тие се оние кои што треба да ја подигнат свеста и за нас самите, но и за подобра иднина. Дали го делите овој став или можеби е паметно вака да се стават млади луѓе кои што и самите биле дел од, нели, студентскиот живот, ги знаат проблемите и дилемите и можат некако да испливаат на пазар. Младите се иднината и секогаш треба да се борат за позиции раководни кои што со нивната креативност ќе дадат придонес во подобрување на општеството. А во делот на дали државата, да, државата е таа која што е најповикана да ги реши проблемите на студентите, затоа што тие се авангардата во општеството и тие се онаа светла точка која што ја води државата напред. Можам да кажам со гордост дека еве почнавме да како држава да се грижиме за студентите, затоа што обезбедени се средства за реновирање на сите студентски домови во Македонија. Тука спаѓа и Пелагонија, тука спаѓа и домот во Охрид, и домот во Штип, така да сметам дека за година-две, дури траат тие градежни активности, веќе после 2-3 години нема ова да го разговараме, тоест студентите нема да имаат проблеми во делот на сместувањето. И ќе може да ги исполниме сите капацитети. Затоа што, еве, дојде мала криза, која што ја осеќаме многу, становите, рентите отидоа многу, храната отиде исто, исто многу, и сите интересот дури на онаа класа која што ја сметаме за побогата е за сместување во студентски. Затоа што реално тука за тие средства кои што ги издвојуваат од семејниот буџет, студентот добива се што му е потребно за студирање, односно сместување и исхрана за некои си 3500 денари. 3500 денари се оние кои што се на терет, да речеме, дел на државата. 3500 денари се на терет на семејството, тоест на студентот. Остатокот е на терет на државата до 6880, колку што е издвоена партиципација за по студент. Со тоа добиваат 3 оброци. Јас себе оваа година и покрај енергетската криза која што зема се поголем замав, не направивме рестрикции во делот на загревање на топла вода, во делот на тие работи. Направивме рестрикции точно во делот на лифтови, во делот на светилки преку една, да се гасат. Светилки внатре во самиот, во ходниците. Али не е ситуацијата да е темно внатре, да не може да се движи. Така да сметам дека сите треба малку домакински и малку свесно и разумно и студентите да помогнат во излегување од оваа криза која што е во цела Европа и целиот свет, не е само кај нас. Значи енергетската криза никако ќе ја пребродите или велите тоа енергијата ни е најголемиот проблем оваа зима? Моментално енергијата ни е најголем проблем, ама мислам дека со мерките кои што и со рестрикциите, а и со мерките кои што владата и министерството ги одредуваат, мислам дека ќе немаме значителни проблеми, освен, ако се случи да има рестрикции позначителни воопшто во државата. Тоа не може да го знаеме, затоа што никој не може да предвиди што ќе се случи од јануари натаму. Така да и надлежните институции прават анализи како би пребродиле сите. Некогаш се случуваат студентски журки во овие згради. Дали сега студентите функционираат на тој начин или веќе го нема тој студентски живот во студентските домови? Журки индивидуални секогаш имало и ќе има. И тука вработените секогаш даваат толеранција до некое разумно време.
се додека не сметаме нели на соседите кои што ни се тука, нема и соседите во зградите кои што живеат тука. Така да е дозволено. Во Стив Наумов функционира тоа студентско диско. Сега ќе почнат со организација на студентски журки, така да од мене имаат поддршка во тој дел, затоа што на крајот на краиштата студирањето и треба да има и забава и забавен дел, кој што нели после полагање на испитите, после завршување на домашната работа, треба малку да се даде и на организмот опуштање, тоест да се спреми за наредниот семестар да биде подобар. Споменавте кујната, 3 и велите убава храна. Ве прашав пред ова линковско вклучување, некои од работите кои што ги променивте беа кога дојдовте самиот како директор, заради тоа што сакавте да биде тоа некаква почорбеста, да речеме, храна, онаа која што веројатно и во домашни услови сите си ја посакуваме. Јас сакав да биде исто како дома. Тоа што го јадеме дома, да го јадат студентите и во студентски дом. Сменивме многу во делот на менуто за храна, така да сметам дека добиваат солиден оброк кој што е доволен ги сменивме и нормативите кои што беа стварно за студент кој што е 18-19 години да го храните со 70-80 грама месо, мислам дека е недозволиво, да. Ги сменивме да биде порција како што ја добиваме, во ресторан, во менза, која што е да речеме за таа сума прилагодена по норматив да не бидеме минус. Значи да немаме некоја заработка, ама да не идеме во минус. Сега го спремаме и студентското бифе, така да сметам дека ќе има и за оние кои што се од надвор да можат да вкусат студентска храна по нели разумни цени кои што ќе бидат многу поевтини од рестораните од околу. Сега ми кажете дека може да дојдеме и надвор ако не сме студенти. Да, значи бифето ќе работи со фискализирано, со пријавена дејност, така да ќе има бујрум на чорба, да. Добро, ќе дојдеме, имаме на лице место секој ден, па можеме некој во 7:40 ипа тоа да го вкусиме тоа, нели таа чорба студентска. За крај, можеби да ми кажете само што ви е во плане како директор? Што е она што ако се случат подобри услови, нели ако енергетската криза надминеме сите заедно, што ви е во план да направите? Само кусам. Да го финишираме проектот кој што го започнавме за рециклирање, тоа не е приоритет во момент заради тоа што е започнат. Правиме многу внатрешни работи, значи купивме софтвер кој што го немаше у студентски, поврзуваме све што е у студентски, сакаме до година да се аплицира електронски, така да тоа го работиме оваа година и чекаме да започне реновирањето, па да се фокусираме на тој дел. Ова го исклучивте телефонот за да не ви звонат сега, така? Иначе има повици сега. Сега е моментално на Airplane Mode. Виктор, ви благодарам и се надам дека ќе бидете и вака отворен секогаш кога ќе ни требате за некоја нова тема во однос на студентските домови. И па значи најдобро е во студентскиот дом Гоце Делчев, ќе се реновираат како што кажа и господинот Вилавски и сите други студентски домови, односно и сите студентски домови во Македонија. Па еве, можеби ние новинарите ќе немаме многу работа околу тоа дека студентите ќе имаат каде да се сместат надвор од својот дом, нели во пристојни или убави услови за живот.